Основните училишта и полициската станица во Кочани добија дел од лаптоп компјутерите што во општината беа вишок, откако членовите на Советот од претходниот состав ги вратија по завршувањето на мандатот. Со тоа, исполнета е одлуката што беше донесена на една од седниците со која советниците дадоа согласност за бесплатно преотстапување на уредите. Според писменото известување од локалната самоуправа, по еден лаптоп добиле основните училишта Свети Кирил и Методи, Никола Карев, Раде Кратовче, Малина Попиванова и Крсте Петков Мисирков. 2 преносни компјутери се преостапени на полициската станица од општа надлежност Кочани, откако претходно општината добила службено барање од оваа институција. Сите преносни компјутери што се преостапени се од ист модел и произведени во 2013 година. По преземањето на функцијата, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев информираше дека се соочил со нерационални набавки извршени на крајот на претходниот мандат. Една од нив беше и набавката на 24 компјутери за кои општината се уште ги сервисира обврските кон добавувачот. На крајот од минатата година Илиев најави дека најверојатно дел од компјутерите ќе добијат локалните институции во општината. Да ги доделиме на училиштата, на полициската станица кои ми се жалат дека немат компјутери и така натаму, на институциите на кои се потребни да ги поделиме, бидејќи тоа е технологија и техника која многу брзо застарува и веројатно и батериите, ако не се користат, ќе отидат, ќе пропадне, тогаш ќе треба да ги фрлиме. Покрај преносните компјутери што ги вратија претходните членови на Советот, за набавката на новите 24 и другата компјутерска техника, непосредно пред локалните избори во октомври, општинската администрација на претходниот градоначалник избрала понуда вредна над 20.000 евра. Иако немало голема потреба од толку високи трошоци, опремата беше испорачена, а обврската за плаќање ја наследи новиот градоначалник.